поканевме на оваа пресконференција да изразиме револт код одредени институции и функционери во делот на крајно нечовечкиот притисок кој што се врши врз нашиот синдикат, а воедно да известиме и јавноста за сите овие действија. Именно дел од раководството на синдикатот е под постојан притисок и прогон од доминувани функционери, малтене како државата и институциите на државата да се приватна фирма. Се бркаат од работа председатели на грански синдикати при Конфедерацијата на слободни синдикати, кои се и членови на извршниот одбор, се бркаат од работа синдикални лидери на синдикални организации, се деградираат на работни места, со неколку позиции надолу, се деградираат се преместуваат на работни места надвор од места на живење. Притисокот секојдневно се зголемува и со откази и со прераспоредување на членови на синдикатот, повторно надвор од место на живење и оваа бројка постојано расте. Се прави притисок и врз институцијата Трудов инспекторат, врз институциите на системот и секако врз судиите кои решаваат во делот на трудовите спорови за одоговлекување или пак со ретки случаеви за преиничување на претходните пресуди. Јас како председател на КСС втор пат добив отказ од мојата матична институција Агенција за катастар на недвижности, иако само пред една година се вратив на работа по пресуда на Основниот суд, на Апелациониот суд и со потврда на ревизија од Врховниот суд на Македонија. Најстрашниот момент се случи, што Трудовиот инспекторат овој пат констатираше дека со мојот втор отказ по исти остов се сторени експлицитни прекршувања на Законот за работни односи, врз основа на што донесе решение за поништување на тој отказ. Но наместо поништување на отказот, се понешти решението на инспекторот од страна на второт степената комисија на влада. А инспекторот стана цел на прогон и дисциплински постапки. Мораме да напоменеме дека имаме и случаеви каде што одредени функционери се поставуваат над законите и не спроведуваат правосилни пресуди во делот на функционирањето на синдикатите. А од друга страна, прекршувајќи ги законите и конвенциите на Меѓународната организација на трудот, си дозволуваат да ја сопрат сонарината што ја уплаќаат нашите членови. Секако ова се случува со цел да се замолчи синдикатот и да се испрати порака до нашето членство, што може да се очекува ако ги бараат своите права по законите од трудовата област или по колективните договори. Секако, за ова случај ние сме виновни. Затоа што постојано во екот на пандемијата испраќаме барања и иницијативи за заштита на нашите права согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Од друга страна се создадува низа кластери во институциите затоа што надлежните не ги почитува одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа. Со што, како последица на такви влијанија, некои завршија трагично, иако укажавте на последиците на таквите действија. Секако повторно сме виновни, затоа што баравне санкционирање на работодавачите кои земаат државна помош, а пак исплатија многу помала плата од минималната, или пак исплатија само 1 денар, или пак воопшто не исплатија плата, што секако е кривично дело, но повторно молк од институциите. Виновни сме затоа што баравне формирање солидарен фонд за помош на работниците кои го изгубија своето работно место, по било кој основ и врз основа на тоа не може да остварат никакво право за надомест. Но наместо солидарен фонд за работниците, направија солидарен фонд за ковид кризата, каде што правеа нарачки во 4 очи. Сега се прашуваме,
дали ние не го разбираме зборот солидарност, или пак некој деклариран социјалдемократ не е научил основната лекција на неговата идеолошка определеност, а тоа е зборот солидарност. Виновни сме затоа што побаравме COVID-19 да се признае како професионално заболување, согласно европските директиви, и да се исплаќа 100% плата за време на боледување или за време на изолација, секако на терот на Фондот за здравствено осигурување. Пред неколку месеци, вице-премиерот Битики излезе со соопштение, а после него и Фондот за здравствено осигурување, дека се прифаќа фондот да го покрие боледувањето до 100%. Но сведоци сме дека министерката Шакпанска, после само 2 недели, наводно по инсистирање на синдикатите и невладините организации, ја повлече таа одлука. Тоа за кои невладени организации и кои синдикати станува збор не дознавме ден денеска. Но секако не станува збор за Конфедерацијата на слободни синдикати. Социјалниот диалог и социјалното партнерство во Македонија е нокаутиран и се води само формален диалог за дневно популистички цели со подобни социјални партнери. И покрај сите обиди во изминатиот период да воспоставиме комуникација, која до одреден момент беше само куртоазија на надлежните, притисокот растеше се повеќе. Повикуваме итно да престанат притисоците врз синдикалните лидери и членовите, и работите да се вратат во првобитна состојба. Иако исто така неколку пати испративме допис за средба со премиерот поради овие настанати ситуации, овие барања до ден денеска се игнорирани од негова страна. Затоа овој пат јавно го повикуваме да застане и да ги спречи овие незаконски и крајно нечовечки действија со кои сериозно се кршат и работничките права и човековите права пропишани со законите, како и конвенциите на Меѓународната организација на трудот, кои што ги има ратификувано нашата држава, а тие се обврзувачки. КСС за сите овие действија постојано ги известува меѓународните организации во кои што е член, Светската конфедерација на синдикати и Европската конфедерација на синдикати, но сега ќе извести целата дипломатија во Македонија, вклучувајќи и Европската комисија, со пишани и не побитни докази. За крај, можеме да порачаме, доколку овие активности не сопрат, дека брзо ќе го радикализираме своето делување со сите легитимни синдикални мерки. Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, сабскрајб и удрете на звончето.